Фолклорниот ансамбл Китка на словенска сцена ја долови автентичност и оригиналноста на традицијата пренесена преку богатата носија и ората кои вака ги играат само во Истибања и на Истокот. Во Словенија сме биле многу пати досега, но во овој дел во Артиче, Брежица, општината Брежица сме за прв пат, иако бевме поканувани повеќе пати на овој фестивал, но сепак ете годинава успеавме да дојдеме на овој прекрасен фестивал, фестивалот за детско-младински групи, и на него целта на фестивалот пред се преку народната култура, традицијата, обичаите да се дружат децата од светот, од различни религии, од различни нации. Фолклорниот ансамбл Китка овде на фестивалот навистина од богатиот репертоар одбравме дел од така интересна содржини, овде за прв пат премиерно го изведовме со борскиот обичај поврзан со интересни песни и ора, така што за 8 минути колку што трае фестивалската програма ние успеавме 8 ора и песни поврзани со обичајот, така што и публиката ја кренавме на нозе, беше воодушевена од нашите настапи и се надевам дека долго ќе го паметат настапите на ансамблот Китка од Истибања, Македонија. Ансамблот беше на покана на домаќинот на фестивалот основното училиште од Артиче, место во непосредна близина на Брежице, со околу 2000 жители. Македонскиот фолклор е многу поразличен од словенечките, од сите други фолклори, секој фолклор е поразличен од секој друг и сакаме пред целта на фестивалот нашите деца да се запознаат со различностите, различните фолклори на различните народи и да се дружат и со тоа да стварат нови пријателства преку фолклорот. Покрај Китка, настап има и фолклористи од Босна и Хрватска, како и повеќе групи од Словенија. Меѓутоа, настапите на нашите млади фолклористи се само круна на овие гостувања. Престојот во Словенија создаде широк спектар на соработка и дружење меѓу младите, од учење на јазици, готвење, учење хип-хоп игри, подготовка на сувенири, па се до играње на ората и на домакините и на гостите. За децата, секое патување носи и проширување на нивните образовни хоризонти. Имаа можност да ја посетат и нуклеарната централа во Кршко, каде имаа предавања со експерименти во кои учествуваа и самите тие. Планетариумот во Кршко, а ги разгледаа и дел од историските знаменитости, како и училиштата во овој крај, кои оставија посебен впечаток врз нашите